кадрски потенцијал не може. Ке има ли некој трет плац меѓу овие два големи политички блока? Видите, знаете што? Јас ќе ве вратам сепак на таа слика кога од Јован Манасиевски ја прифаќавте наследната функција на министер за одбрана 2006. Од тогаш ли датира некоја ваша политичка блискост? Ова ве прашувам бидејќи гледам и вашата програма и сега вашите активности некако инклинираат кон партијата, кон ЛДП. Ќе се здружите, ќе поминете вие можеби таму како партија, како поединец? Што ви е опцијата политичка доколку еве до година има избори? Значи премногу прашања се за да ги не едно е прашање. Само правецот ме интересира, да. Ние сакаме да градиме автентична демократска опција. Гледаме дека во тие големи два мастодонти Кој вие се извинуваме Ленински уште еднаш рековме, вие сте се уште мала партија. Немате инфраструктура, немате како мислите немате пари што се вели, како ќе налепите граѓани кои ќе ве поддржат, кои ќе ви издигнат за да бидете релативно крупна партија како што можеби сега ЛДП на некој начин. Затоа ве праша дали сте блиски со ЛДП, можеби лично со Јован Манасиевски, ќе дојде, се надевам во ова студио, јас исто тоа ќе го прашам. Дали влегувате во таа структура, во тој центар, да кажам? Дозволете ми само, да. Прво, често тоа го кажувам, значи во Македонија нема трет пат, бидејќи нема втор пат. Има еден единствен пат кој што е транзицијски, кој што го градат и двете номенклатури. 20 години. Ќе дојдам и до тоа, го разбирам прашањето. Меѓутоа, ние имаме идентичен производ денеска од владењето на двете големи партии, на еден начин, во кој што нормално го гледаме резултатот денеска. Денешниот резултат на 20 годишното владење на тој црно-бел свет кој што го зборуваме е национален пораз за македонската држава и македонскиот народ. Сега, знаете, имаме јас пред се сакам да ги гледам работите од некој вредносен аспект. Ние можеме да нели, како што рековте, да идеме лево или десно, меѓутоа идејата и зошто е оригиналноста на партијата е дека сакаме да го колку и да изгледа малце може тврдоглаво или идеалистички, сметам дека Македонија заслужува поинаква шанса. Значи, ние ако останеме уште 20 години да живееме во овој свет, ја мислам дека сите функции на државата ќе бидат руинирани дополнително. Бидејќи на овој начин ние не можеме веќе да продолжиме. Значи, мора да се јави еден фронт на демократски сили во однос на овие транзицијските, кој што ќе почне да ги менува работите. Да, но колку и да изгледа тоа, дозволете. Мора, но како до мора? Знаете зашто велам мора? Бидејќи ние сме во бинарна дилема. Или ќе продолжиме по овој пат транзицијски, кој што очигледно моментално двете структури кои што се главни доминираат, апсолутно не се покажува дека сакаат да се трансформираат или да се реформираат, или ќе треба да се случи едно демократско обединување на партии кои што веруваат во една поинаква виднина за Македонија, која што можеби е апсолутно тешко, меѓутоа доколку не се случи, опасноста за функционирањето на државата мислам дека ќе биде навистина загрозена. Едно чувствително прашање. Поддржавте Северна Македонија или се лажам како база, како опција за решавање на спорот со Грција? Ве прашувам во контекст на нашето членство во НАТО, на кое сте вие цела младост ја посветивте заедно со... Апсолутно. Значи, за мене основен приоритет за Македонија е да влезе во НАТО. Бидејќи бенефициите за влезот во НАТО се огромни. Една Албанија, од која доби поканата, доби 5 милиарди долари. Прашањето е сега како? До кој степен можеме да бидеме флексибилни, еластични? Што може политиката да направи? За жал, донешната политика со која што владеат и апсолутно манипулираат со јавност и двете партии, кажуваат дека ние денеска треба да разговараме за идентитет или за јазик. Може ли вашата партија Социјалдемократска унија да се со нешто да се представи во јавноста? Можеби со некој конкретен предлог за тоа како да се реши? Некоја понуда? Дали имате такви размислувања? Понуда за, мислите за името? Па да. Па тоа сакам само да ви го објаснам. Значи ние постојано цело време зборуваме дека тоа што се наметна во јавноста, дека ние зборуваме за идентитет и јазик, не е случај. Значи тоа е, замислите сега за идентитет. Се отргнува вниманието? Апсолутно се отргнува вниманието, бидејќи досегашните структури владеачки не сакаат да го решат тоа прашање, го користеа многу повеќе за домашни политички поени отколку да влезат храбро да го решат тоа, бидејќи се должни тоа да го решат. Без разлика дали ќе изгубат 2 или 3% поени поддршка.
Тоа го немаме ние во овие владеачки структури што владеа со оваа држава 20 години. Значи немаме лидерство во државата. И затоа ние државата денеска од времето кое зборевме оаза на мирот или лидер на регионот, голата и поразителна вистина за Македонија денеска е дека си конкурираме со Босна и Херцеговина за последното место во регионот. Кога велите нема лидерство, мислите на визионерство исто така? Да, не, мислам за лидерство е збор со демократска терминологија. Значи се мисли преса на демократски лидер. Чувство за едното време, автократ не може да биде лидер. Кажете, да. Со визија што е добро се направи за државата и кого препознавате како автократ од структурата која ја води државата? Може често ја спомнавте владата, ја критикувате, го бројувате тука и премиерот секако, бидејќи ја диктира генералната политика на владата. Која е вашата оценка за владата? Што вие би препорачале сега како нејзин поранешен член? Тогаш кога не помина многу време од како излеговте таму, да. Помина многу се 2 години, посебно во една ваква сиромашна транзицијска држава. Тогаш кога бев таму, јас сакав да се фокусирам на главната работа. Значи, што се случуваше, меѓутоа за мене основната задача беше Македонија да влезе во НАТО. Бидејќи тогаш кој што сака да владее за државата, во државата нема да може така да владее како што може сега кога сме надвор. Бидејќи влегувате во еден демократски свет, кај што има стандарди и кај што мора да исполнувате одредени критериуми за да продолжите да чекорите со државата и да водите државата. Так, во НАТО велат можат ќе ми помогнете секоја среда да бидеме примени доколку се реши спорот со Грција за името. Секоја среда тоа што заседава совет на министри или на амбасадорите на НАТО. Значи не треба да се чека никаков ноември, никаков јанари, така. Значи само треба да се реши прашањето. Дозволете да прецизирам за меѓународното име на Македонија. Значи никој не зборува дека односно зборат големите партии во нивната манипулација дека ние зборуваме за името. Ние не зборуваме за уставното име. Биејќи никој при здрава памет не помислува и патриот кој што е да го менува името. Токму за оваа телевизија пред известно време и спомна дека уставот е света категорија за граѓаните на Македонија, тој нема да се менува. А уште повеќе уставното име. Никој тоа не го потврди ниту од грчката, ниту од нашата страна, толкувањата се различни, но тоа е друга тема. Играта е заедничка на властите. Постојано. Меѓутоа ние зборуваме за меѓународното име на Република Македонија, а денеска веќе 15-16 години е БЈРМ. Има ли нешто попонижувачко име од тоа? Така, ајде да завршиме со вашиот оптимизам на некој начин, да речем, сепак за НАТО. Ја знаете внатрешната структура, знаете како дише таа асоциација, кои се незините бирократски механизми да може нешто да се случи, Македонија сепак на некој начин да стане членка. Таа на некој начин и е со своите активности, но да стане равноправна членка и заради инвестиции, поинаква слика за побрзиот пат, можеби за Европа, како што многу аналитичари прогнозираат. Може ли НАТО внатре нешто, имаше идеи канадски или не знам какви, со еден глас помалку и така натаму? Имаше идеи, меѓутоа сега НАТО е во фаза исто на трансформација. Значи сега на самитот во Лисабон ќе се усвоја тој нов стратешки концепт, каде што стои прецизно. Значи негде принципот на консензус прави проблеми во оперативното действување на алијансата. И тука мислам дека ќе се коригираат за принципот на консензус на оперативно ниво. Меѓутоа на стратешко ниво, на ниво на донесување на високи политички одлуки, повторно се потенцира во драфт документот на концептот. Тоа за нас не важи. Значи се потенцира дека консензусот останува. Така да тоа за нас не важи. Тука апсолутно немам никаков оптимизам да чекаме дека нешто ќе се случи, а ние да ништо да не направиме. Значи ние мора нешто да направиме. Прашање е само на политичка одлука кога тој што е на власт ќе се реши. Нели обично се збори за предвремени избори и сето тоа. Јас сум убеден дека прашањето за името ќе биде и тоа една од главните калкулации кога ќе бидат ги очекувате скоро? Еве да завршиме со тоа. Па ако кажеме дека ние треба што побрзо да го затвориме ова прашање за да влеземе во НАТО и притисокот одреден од меѓународната заедница е таков каков што е, јас сум убеден дека премиерот ќе се реши прво да иде на избори, а после да го решава името. Добро, и да завршим со констатацијата што ја рековте. Значи вие сметате дека едно име за севкупна употреба не влегува во границите на Република Македонија. Не го запаќа уставот. Тоа е ставот на Грција. Тоа е став за тактизирање. Затоа што премиерот пред некој ден излезе и рече дека ставот на Грција е менување на уставот.
име за една употреба. Ако сакаме, мислам, желбата на Грција ние да не се викаме македонци, тоа е чисто. Значи уште еднаш ве прашам, дали на тоа мислевте дека кога грците велат име за една употреба за меѓународна употреба во сите институции до границите на Македонија. Внатре се останува Република Македонија. На тоа ли мислевте? Не, они мислат севкупна употреба, повеќе мислам дека име маневарско оружје. Севкупна употреба не задира во нашиот устав. Тоа дали тоа сакате да го кажете? Задира во нашиот устав. Тоа значи промена на уставот. Тоа е нивната максималистичка позиција. А ние зборуваме дека сепак со треба да се бара до границите. Сепак со преговори се доаѓа до одредено прашање кај што се прави консензус, односно компромисот. Значи, они зборат тоа, нашите зборат двојна формула, не можеме ние да идентитетот и јазикот, се едноставно се случува како една манипулација, а не е седнато на маса да се разговара. Јас инсистирам токму поради тоа дали може манипулациите доколку ги има, како што вие велите, да се одвојат од тоа што е реално, што ќе остане на маса за преговори. Нашава јавност не може бидејќи партиските две структури се предоминантни. Но може не е компромис, што мислите за името доколку Грција се согласи да не се споменува нашиот устав, да не се отварат прашања за промена на името во уставот? Можно е Грција тоа да го... За промена на кој име? На нашето? Да остане уставното име на Република Македонија во нашиот устав. Уставното ќе остане во секој случај. Значи тоа е компромис. Може да го смени. Еленовски ви благодарам за учеството. Благодарам и на вас. Пријатен викенд.